По повод Меѓународниот ден на енергетската независност, Министерството за енергетика соопшти дека енергетската независност останува меѓу главните стратешки приоритети на владата. Според податоците на АДСМ, производството на електрична енергија од хидроелектраните е зголемено за 76%, а од ветерните електрани за околу 10%. Во тек се инвестиции во нови ветерни и сончеви електрани, како и изградба на гасни интерконектори со Грција и Србија, со цел по сигурно снабдување и поголема енергетска независност на државата. Меѓународниот аеродром Скопје и Охридскиот аеродром во првата половина од годинава обслужиле речиси 2 милиони патници, што е раст од 28% во споредба со истиот период лани, соопшти ТАВ Македонија. Во првите 6 месеци биле реализирани повеќе од 13.000 летови, односно 7,6% повеќе од минатата година. Најфреквентна дестинација останува Истанбул, а најголем дел од патниците патувале кон Германија, Турција и Швајцарија. Граѓаните се почесто ги користат мобилните телефони за извршување електронски плаќања, покажуваат најновите податоци на Народната банка. Во текот на 2025 година дури 71,7% од електронските кредитни трансфери биле иницирани преку мобилни уреди. Во исто време, учеството на компјутерите во електронското банкарство се намалило на 27,8%. Од Народната банка посочуваат дека овие податоци потврдуваат растечката доверба на граѓаните во дигиталните финансиски услуги и мобилното банкарство. Трендот е дел од пошироката дигитална трансформација на финансискиот сектор, при што мобилните уреди стануваат најкористен канал за брзо и едноставно извршување на плаќањата, како и за полесен пристап до банкарските услуги во секојдневниот живот. Македонија во првите 4 месеци од годината ја посетиле 272.876 странски туристи, што представува раст од 4,8% во споредба со истиот период лани, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Во истиот период странските гости оствариле повеќе од 507.000 ноќевања, што е благо зголемување од 0,3% на годишно ниво. Само во април биле регистрирани 174.649 странски туристи, односно 1,6% повеќе во споредба со април минатата година. Најбројни меѓу посетителите биле туристите од Турција, пошто следуваат гостите од Германија и од Србија. Податоците укажуваат дека позитивниот тренд во туристичкиот сектор продолжува и во текот на 2026 година, со постојан раст на бројот на странски посетители на земјата. Од август 2026 година рестораните, кафулињата и баровите низ Европската Унија ќе мора да се откажат од пластичната амбалажа за еднократна употреба за кетчап, мајонез, шеќер, джемови и други прехранбени додатоци. Новата регулатива предвидува угостителските објекти да користат диспанзери за повеќекратна употреба или заеднички садови од кои гостите сами ќе ги земаат потребните додатоци. Исклучоци ќе има за храната за носење и за установите каде што амбалажата е неопходна од здравствени и хигиенски причини, како болниците и домовите за стари лица. Мерката е дел од Европската стратегија за намалување на пластичниот отпад, но веќе предизвика поделени реакции кај граѓаните. Дел од јавноста ја поздравува како чекор кон поголема заштита на животната средина, додека други предупредуваат дека враќањето на заедничките садови може да отвори нови прашања поврзани со здравјето и хигиената. Грција воведува нов модел на државна поддршка на производителите на електрична енергија од обновливи извори, со цел да ги заштити од финансиски загуби во периоди кога цената на струјата на берзите паѓа на нула. Според новото решение, производителите на електрична енергија од сонце и ветер, кои имаат договори за државна поддршка, ќе продолжат да добиваат оперативна помош и во часовите кога пазарната цена на струјата е нула. Исклучок ќе има само во случаите кога негативните цени на електричната енергија ќе траат повеќе од 2 последователни часа.
Паралелно со овие мерки, Грција го забрзува развојот на системите за складирање енергија со цел подобро управување со вишоците произведена електрична енергија од обновливи извори. Планот предвидува до крајот на месецот да бидат инсталирани 700 мегавати капацитети за складирање, а во тек е подготовка на нови проекти и механизми за порамномерно управување со производството. Енергетските експерти оценуваат дека новите мерки ќе им обезбедат поголема сигурност на инвеститорите, ќе го намалат ризикот за вложувањата и ќе поттикнат изградба на нови соларни и ветерни електрани. Грција во последните години бележи силен раст на производството на зелена енергија, но истовремено се соочува со предизвици поради честите периоди на ниски и негативни цени на електричната енергија. Европскиот транспортен сектор се соочува со нова закана, така наречените лажни превозници или фантомски транспортери, кои преку интернет се представуваат како легални компании и исчезнуваат со вредниот товар. Од платформата Камионџи и Балкан предупредуваат дека станува збор за добро организирани криминални групи кои користат украдени идентитети, фалсификувани документи и лажни деловни профили. Криминалците најчесто ги следат огласите на транспортните и логистичките платформи, се представуваат како регистрирани превозници, го преземаат товарот од магазините и потоа исчезнуваат без трага. Најчести мети се електрониката, мобилните телефони, алкохолните пијалаци, брендираната облека и автомобилските делови. А во Европа веќе се регистрирани случаи на исчезнат товар вреден стотици илјади евра. Експертите предупредуваат дека класичните кражби на камиони се повеќе ги заменуваат дигиталните измами и апелираат транспортните компании значително да ги заострат процедурите за проверка на превозниците пред да им се довери вредниот товар. Просечната месечна нето плата во Загреб, Хрватска, во март годинава изнесувала 1790 евра, што е зголемување од 6,7% во споредба со истиот месец минатата година, покажуваат податоците на Градскиот статистички завод. Медијалната плата изнесувала 1497 евра, што значи дека половина од вработените примале помалку, а половина повеќе од оваа сума. Највисоки примања биле исплатени во секторот финансиски услуги, каде просечната нето плата достигнала 2535 евра. Од друга страна, најниски плати имале вработените во производството на облека, во просек од 1021 евро. Во споредба со просечната нето плата на ниво на Хрватска, која изнесува 1555 евра, жителите на Загреб заработуваат во просек 235 евра повеќе. Просечната бруто плата во хрватската престолнина во март достигнала 2584 евра, што представува раст од над 7% на годишно ниво. Франција се соочува со силен топлотен бран. Од денес 9 департмани се ставени под црвена тревога поради екстремно високите температури, а уште 76 остануваат под портокалово предупредување. Во делови од земјата се очекуваат температури до 41 степен Целзиусов, додека 59 департмани се соочуваат со висок ризик од шумски пожари. Во департманот Дром превентивно се евакуирани околу 400 жители, откако пожар зафати околу 3.500 хектари. Според метеоролозите, топлотниот бран ќе го достигне врвот во недела и понеделник, а освежувања се очекуваат дури по 16 јули. Европскиот парламент даде зелено светло за почеток на преговорите со Советот на Европската Унија за воведување на дигитално евро. Станува збор за нова електронска форма на јавни пари, што би ја издавала Европската централна банка. Сепак, ова не значи дека дигиталното евро веднаш ќе биде воведено, бидејќи предстојат усогласувања на законите и конечна одлука од Европската централна банка. Според предлогот, дигиталното евро ќе биде дополнување, а не замена за готовината, со бесплатни основни услуги и силни гаранции за заштита на приватноста на корисниците.
Најновите податоци на Меѓународниот монетарен фонд покажуваат големи промени на листата на најбогатите земји во светот, според бруто домашниот производ по глава на жител. На врвот и натаму е Луксембург, со над $158,000 по жител, пред Ирска и Швајцарија. Најголем подем бележи Ирска, која за само четврт век се искачи од 14-тото на второто место во светот. Економскиот раст на земјите се должи на големите странски инвестиции и присуството на бројни технолошки, фармацевтски и финансиски компании. Од друга страна, Јапонија забележа значителен пад и од второто место се спушти на 39-та позиција. Економистите причините ги гледаат во стареењето на населението, во недостигот на работната сила и долготрајниот бавен економски раст. Европа и понатаму доминира меѓу најбогатите држави, со 9 европски земји меѓу првите 15 на светската листа. Експертите сепак предупредуваат дека бруто домашниот производ по жител не ја дава целосната слика за животниот стандард и богатството на граѓаните. Соединетите Американски држави и Иран продолжуваат со техничките разговори за нуклеарната програма, потврди неименуван американски представник. Тој изјави дека Вашингтон останува посветен на дипломатско решение и повтори дека Иран не смее да поседува нуклеарно оружје. Американската страна оцени дека Техеран не ги исполнува преземените обврски и ги осуди нападите врз цивилни бродови, нарекувајќи ги акти на тероризам. Најмалку 11 лица загинаа, 6 се повредени во голем шумски пожар во регионот Андалузија на југот од Шпанија. Околу 150 пожарникари се борат со огнената стихија, додека околу 1000 жители се евакуирани. Високите температури и силниот ветер дополнително го отежнуваат гаснењето. Во меѓувреме шумски пожари беснеат и во Јужна Франција, каде што се евакуирани илјадници жители. Топлотниот бран продолжува да предизвикува сериозни последици низ Јужна Европа. Тајван се подготвува за ударот на тајфунот Бави, кој носи ветрови со брзина од 198 км на час и обилни врнежи. Повеќе од 1000 луѓе се евакуирани, а училиштата и институциите во северниот дел на земјата се затворени. Властите предупредуваат на опасност од поплави и свлечишта, бидејќи во некои подрачја се очекува да наврне и до 1 метар дожд. По минувањето покрај Тајван, тајфунот за време на викендот се очекува да се насочи кон источниот брег на Кина.